Начинот на спремање на пифтиите, значи од кога се сварени и потоа се откостуваат од коските, се вади посебно месото, посебно коските и кога сето ќе биде спремно, на крајот се додава, значи, течноста, се дотерува, значи, по вкус. Со приготвување на кривопаланичкиот традиционален рецепт пифтија, зачинето со постигнатото знаење за време на наставата, учениците од Средното општинско училиште Ѓорче Петров го најавија почетокот на манифестацијата Пифтијада 2014 во чест на празникот Водице. Без трема, сакајќи да го манифестираат и внесат сето она што го научиле досега, тие заедно со својот професор дадоа се од себе. Почитувани гледачи, средношколците готвачи при Средното општинско училиште Ѓорче Петров во Крива Паланка започнаа со подготовка на онаа вкусна традиционална кривопаланичка пифтија. По повод, значи, празникот одржување Водици и манифестацијата која што ќе се одржи во недела на градскиот плоштад во Крива Паланка. Нешто повеќе околу подготовката на оваа вкусна пифтија ќе ни каже професорот Дане Петровски за начинот на подготовката, колку ученици тука се вклучени и што се е опфатено во подготвувањето на оваа вкусна пифтија. Професоре, добар ден, еве кажете ни како течат работите. Видовме дека ми објаснувате на учениците што треба, како треба, па еве пак да им кажеме и на гледачите, значи кој е начинот на подготовка на пифтијата. Идејата е на градоначалникот да прерасне, значи, пифтијата во едно пошироко значење да добие. Тоа е негова идеја и беше општо прифатена. Угостителско-туристичката струка, готвачи при Средното општинско училиште Ѓорче Петров, зема, значи, активно учество во оваа манифестација. Ова сето се организира по повод празникот Богојавление Водици, кој што во нашата општина веќе станува традиционално. Покровител на манифестацијата е локалната самоуправа со господинот градоначалник Арсенчо Алексовски. И ова треба во иднина, значи, да прерасте во една поширока манифестација, да добие пошироко значење со тоа што постепено ќе се усовршува со години. Како стручњак во оваа област, како ги оценувате вашите ученици за подготовката? Добри ли се? Учениците имаат интерес. Да. Значи, процесот на работа ќе го научат, значи, преку ова самите ќе видат како се припрема и тоа е и целата задача да тие сватат, значи, како, што е потребно и како тече процесот на подготовка на пифтијадата. Сега во моментов колку што гледаме се вади месото од коските, потоа што следува? Потоа, значи, од кога ќе се изчистат коските, значи, месото се става во плеховите и на крајот се додава и течноста и тоа се остава, значи, да отстои за да може да се стегне. Так. Се дотерува, значи, претходно по вкус ова и кога течноста ќе се стави, тоа се остава да се стега и утре дента ќе бидат и сечени на парчиња, значи, негде околу 5 до 6.000 парчиња ќе има, инаку количината е околу 150 килограми, значи, локалната самоуправа има, значи, дотирано месо, да. Тука се става, значи, за да се приготви ова пифтијадава, значи, се користи спушени ноги свински, коленици, подколеници и телешки свежи и свински свежи ноги. Самиот ден на граѓаните, значи, на општина Крива Паланка, на денот на Водици, да им го честитам празникот, да им посакам добро здравје. И да поканиме да дојдат. Да, тие секако после фрлањето на крстот во Крива река, тие ќе земат масовно учество во ова, ќе извршат дегустација у топла ракија и чај и ќе пробаат од питиите како се спремени на ова на градскиот плоштад на денот на Водици. Нашите готвачи во Средното општинско училиште Ѓорче Петров се многу вредни. Од утринава се ангажирани на подготовка на пифтиите, а по тој повод ќе поразговараме нешто и со оние кои што вредни раце, кои што овде ги гледаме како убаво работат. Со нас соговорник ќе ни биде Мартина Трајчевска, која што ќе ја прашаме, еве, како се снаоѓа, гледаме дека има пареа тука. Топло ли е месото? Да. Помалце. Ама баш е супер за работа. Од каде оваа љубов?
Тоа што дома многу си работам и така одеднаш ми дојде некој да се запишам готвач. Така, подготвуваш ли дома пифти? Да. По рецептот тука од училиштето или по домашен рецепт? До сега сум ги работела по дома, како моите ќе ги кажат, ама сега можеби утре ќе ги правам по овој рецепт. Така, во иднина се гледа себе си како готвиш нормално? Да. Така, кој е твој омилен рецепт кој што сакаш да го готвиш? Па највеќе по манџите, чорбите, кои што ги се телешка, јагнешка чорба. Уште една вредна готвачка, Јована Ристовска. Јована, ти во моментов што правиш? Па ги чистам коските. Така. И се снаоѓаш ли како е? Па се снаоѓам нека. Така, дома готвиш? Да. И што готвиш дома? Па манџи нешто така. Пифтијадата е дел од една поголема кампања која неколку години поред се организира во Крива Паланка, а е во функција на популаризација на традиционалната македонска храна.